Добар ден, драги ученици! Јас сум Славица Ѓоргиева, професор по физика во Средното општинско училиште Коста Сусинов Радовиш. Денес имаме час по физика за трета година, тема бранови, наставна содржина, суперпозиција на бранови, интерференција на бранови. Најпрво ќе погледнеме сликата. На голем дел од вас ви е позната, а некои од вас имат и пробано на површина на вода. Како настанува оваа слика? Всушност, ако земеме две стапчиња, истовремено ја допреме површината на водата, во тој случај истовремено ќе се создадат кружни бранови од двете стапчиња, така што секој бран ќе се простира независно од другиот. Односно, едниот бран ќе се шири или простира во просторот на другиот бран, како воопшто да не постои другиот. Всушност, оваа слика ќе ни биде представена или објасната суперпозиција на бранови. Истото тоа можеме да го забележиме и кај звучните бранови. Односно, и звучните бранови се шират независно еден од друг. Така имаме пример, ако истовремено се пуштени два музички инструменти, ние ќе ги слушаме и двата, независно еден од друг. Исто така, независно се шират и светлосните бранови, односно, тие се шират независно еден од друг. На слика 2 ни е представено ширењето на звучни бранови, на слика 3 ни е представено ширењето на светлосни бранови. Истото можеме да го забележиме и кај радиобрановите, односно знаеме дека две или повеќе радиостаници се шират истовремено независно еден од друг. Така што од сликите кои што ги видовме, односно кои што можеме да ги прикажеме како експерименти, може да заклучиме дека брановите од различни извори се шират во просторот независно. Така што овој принцип на независност при простирање на брановите е познато под името принцип на суперпозиција. Но овој принцип на суперпозиција важи само за брановите со мал интензитет. Сега, со помош на суперпозиција на два брана со еднаква фреквенција, кои имаат еднаква бранова должина, можеме да објаснеме една многу важна појава, кој што ќе ја кажеме малку покасно. Ако го притиснеме овој линк, значи ќе ни се отвори овој прозорец, што можеме да го представиме тоа претходно што го кажам. Односно, најпрво имаме бранови на вода. Стопирано ни е, притискаме и можеме да забележиме дека се создаваат два еднакви кружни брана со еднаква бранова должина кои се шират од изворите. Истото тоа можеме да го забележиме ако сега наместо вода земеме звучни бранови. Стопирано ни е, притискаме да се шират, гледаме дека истовремено се создаваат еднакви кружни бранови со еднаква бранова должина. И уште овде избираме светлосни бранови, истото ќе го забележиме, односно ќе забележиме дека се создаваат еднакви кружни бранови со еднаква бранова должина. На сликата можеме да забележиме дека немаме некаде нагло зголемување на интензитетот, односно нагло зголемување на бранувањето, туку сликата е комплицирана, односно на места имаме каде што имаме многу големо бранување, максимално, а на места имаме каде што воопшто не постои бранувањето. Спомнавме дека ќе воведеме нова појава со помош на суперпозицијата, а тоа е појавата интерференција на бранови. Така што
Појавата на сложување на два или повеќе бранови, при која во секоја точка од просторот во кој брановите се распространуваат, се создаваат бранови со временски постојана амплитуда, се вика интерференција на брановот. И сега да ги воведеме условите во кои може да настане интерференција на бран. Имаме слика на кој што ни се дадени бранови под А, како се шират, и под Б. Треба да определиме каква ќе биде амплитудата во точката М. Така што и во двата случаи имаме два извори, извор во точка О1 и во точка О2, кои се на растојание L меѓусебно, кој што е многу помало од растојанието од изворот до точката М, означени со D1 и D2. Така што всушност резултатот на сложување на брановите во точката М ќе зависи од разликата во фазата на овие два брана, кој што е предизвикана со разликата во одот на зраците, односно разликата на одот на зраците делта D еднакво D2 минус D1 еднакво на ланда е во првиот случај, односно гледаме дека разликата на одот на овие два зраци ни е ланда. Тоа значи дека овие два брана се во фаза и бидејќи се во фаза го исполнуваат условот за максимум, а додека во вториот случај гледаме дека разликата на одот на зраците всушност, еве овде ни е дадено, ни е ланда половина, тоа значи дека овие два брана се фазно поместени за пи и го исполнуваат условот за минимум. Односно, условот за максимум е дека делта D или разликата на одот на зраците е К пати по брановата должина, односно цел број пати по брановата должина, а додека условот за минимум е дека разликата на одот на зраците е непарен број ланда половини, каде што К е исто така цел број 0, 1, 2 и така натаму. И сега, ако го земеме условот за максимум, значи тоа го запишуваме со 1, од релацијата за условот на максимум можеме да кажеме дека во точката М ќе имаме максимална амплитуда, односно дека амплитудата на осцилирањето на средината во дадена точка ќе биде максимална ако разликата на одот на зраците на двата брана, кои го предизвикуваат осцилирањето во дадената точка, е еднаква на цел број пати по брановата должина. Така што на слика 5 е представено графички временската зависност на елонгациите y1 и y2 и резултантната елонгација, која што е максимална, која што ни е дадена со y. Ако ја земеме релацијата 2, односно условот за минимум, запишена со релација 2, каде што во точката М во тој случај имаме минимална амплитуда, тоа значи дека амплитудата на осцилирањето во дадена точка ќе биде минимална ако разликата на одот на зраците од двата брана, кои ги предизвикуваат осцилациите во таа точка, е еднаков на непарен број половинки од брановата должина. Исто така, графички е представено на слика 6, временската зависност на елонгациите y1 и y2, еве y1 и y2 и резултантната елонгација, односно во овој случај бидејќи се фазно поместени за пи, таа резултантна елонгација е 0, гледаме како е линијата по x оската. И сега, кохерентни извори, кохерентни бранови. Интерференцијата како појава се јавува кај сите видови бранови, односно можеме да ја сретнеме кај звучните бранови, кај радиобрановите, светлински бранови, но мора да бидат тие кохерентни бранови. За да бидат кохерентни бранови, треба прво да воведеме кои се тие кохерентни извори. Односно, кохерентни извори ќе бидат изворите кои имаат еднаква фреквенција и еднаква фаза, или додека, ако таа не е еднаква, нивната фазна разлика да е временски непроменлива.
значи во текот на времето да не се менува. Па кохерентни бранови ќе бидат брановите што ги создаваат кохерентни извори. Битно ни е воведувањето на кохерентни бранови, бидејќи само кохерентните бранови може да интерферираат. На слика 7 имаме Јунгов експеримент, односно шематски приказ на оваа шема, каде што Јунг успеал да докаже, односно да ја покаже интерференција на светлина со обичен извор на светлина. Така што гледаме дека имаме две препреки, две пукнатини, растојанието помеѓу нив е означено со L мало, додека Јунговата препрека и екранот, растојанието помеѓу нив е означено со L голем, додека растојанието помеѓу овие две е означено со делта Z. Тоа ни е и плюс дадено овде дека L ни е растојание помеѓу две пукнатини, L големо растојание помеѓу Јунгова препрека и екран и делта Z растојание помеѓу светлите пруги. Така што Јунг покажал дека всушност растојанието делта Z помеѓу светлите пруги за светлина со бранова должина ланда зависи од растојанието помеѓу Јунговата препрека и екранот и растојанието помеѓу двете пукнатини. L. Математички тоа е запишено со релација 5. Така што според условот 1 во точка М ќе имаме максимум од кати ред, односно со помош на условот за максимум и со помош на математичкиот израз на Јунг, максимумот кати ред ќе биде даден со релација 3. А додека максимум од К плюс први ред ќе биде даден со релација 4. Така што со помош на релација 3 и релација 4 ќе го запишеме растојанието помеѓу два максимума, односно растојанието помеѓу два максимума ќе се пресметува со делта Z еднакво на L големо по ланда врз L мало. Односно, L големо беше растојанието помеѓу Јунговата препрека и екранот, ланда бранова должина и L мало беше растојанието помеѓу двете препреки. Сега ќе пробаме да решиме некој пример. Пример 1. Ќе ве замолам да пробате сами да решите барем до некаде, а потоа да проверете од решението. Пример 1. Определете го растојанието помеѓу интерферентните пруги кај Јунговиот експеримент, изведен со светлина со бранова должина 555 нанометри, ако растојанието помеѓу пукнатините е 1 мм, а растојанието помеѓу Јунговата плочка и екранот изнесува 2 метри. Прво што треба да направите, да ги запишете дадените податоци. Значи, се што е дадено го запишуваме на едната страна, на другата страна запишуваме што се бара и пробуваме да решиме. Како ќе изгледа тоа? Дадено ни е бранова должина 555 нанометри. Ја претвараме во основната мерна единица, ќе биде 555 по 10 на минус 9 метри, L е 2 метри, а L мало ни е 1 мм претворено во основната мерна единица ни е 10 минус 3 метри. Бара делта Z. Решение. Равенката за делта Z ни е делта Z еднакво на L големо по ланда врз L мало, па кога ќе ги заменеме податоците за L големо 2 метри, за ланда 555 по 10 на минус 9 метри, врз 10 на минус 3 метри, ќе добиеме дека имаме 1110 по 10 на минус 6 метри, или тоа можеме да го запишеме како 1,11 мм. Пример 2. Екранот е оддалечен од Јунговата плоча со две пукнатини на растојание 1,3 метри. Растојанието помеѓу пукнатините на плочката е 0,03 мм. Максимумот од втор ред се наоѓа на растојание Z еднакво на 4,5 см.
Определи ја брановата должина на употребената светлина. И прво ги запишуваме дадените податоци на едната страна, на другата страна, тоа што се бара и ја решаваме. Значи ни е дадено L 1,3 метри, К максимумот од втори ред, L мало растојанието помеѓу двете пукнатини 0,03 мм, претворено во метри 3 по 10 на минус 5 метри, и Z ни е 4,5 см, претворено во метри можеме да го запишеме како 45 по 10 на минус 3 метри. Ланда брановата должина се бара.